Во последните 50 години се промени начинот на живот, а пластиката речиси ја преплави планетата. Краткорочно гледано, пластиката го унапреди нашиот животен стандард, па дури и ги олесни нашите животи, но долгорочно гледано таа е голема закана за здравието. Според некои податоци, околу 2 милиона пластични шишиња се купуваат на секој 5 минути во светот. Ова покажува дека пластиката е несомнено најконзумиран производ во светот. На дното на секоја пластична амбалажа е втиснат триаголник со бројка во средината. Но дали сте се запрашале што означуваат бројките или символите на пластичните шишиња или на пакувањата на прехранбените продукти? Символот е број кој се рангира од 1 до 7 во рамки на триаголник. Овие бројки покажуваат многу информации кои се важни да ги знаеме во врска со токсичните хемикалии кои се користат во пластиката, колкава е веројатноста на пластиката да биде филтрирана. Слагена Стаменкова од Сдруженијето на граѓани за заштита на животната средина Екозвон вели дека 7 типови кои ги ставаат производителите на пластичните маси при секое купување би требало да ги погледнеме, но тоа многу ретко го правиме. Тие ознаки се од 7 видови и означуваат едноставно колку во себе содржи тие отровни материи, кои што потоа при неадекватна употреба се разложуваат, а кои што можат штетно да влијаат на нас, односно на нашиот првенствено хормонален систем, имуниот систем, па дури и да предизвикаат канцерогени заболувања. Затоа во повеќе земји од Европската унија и од светот, например, најповеќе ќе кажам за флашичките од бебињата се веќе забранети за употреба и детските пластични играчки. Кога се произведува една пластика, потребно е 5 секунди. За користење 5 минути, а се разлага 500 до 1000 години. А можеме насекаде околу нас да забележиме колку пластика имаме. Стаменкова додава дека пластиката со броевите 3, 6 и 7 се најопасни и треба да се избегнуваат, додека символите 2, 4 и 5 се смета дека ова е најбезбедна пластика. Во безбедната пластика спаѓаат и корпите за отпадоци кои се користат во домовите. Најсигурни пластики се од 2, 4 и 5. Од 2 се кантите за отпад што се. И тие би требало да се од тој тип на добра пластика, затоа што секојдневно фрламе отпадоци во нив. Замислете, ние фрламе отпадоци од било кој тип и ако уште самата пластика во која што фрламе биде штетна и отровна за човекот, значи ние имаме двојна штета во нашите домови. А сигурно не сме без само со една канта за отпадоци, сигурно имаме 2-3. Јас тука би потенцирала дека постојат граѓани, постојат фамилии кои што го селектираат отпадот. Тоа е најважниот дел за пластиката, да го селектираме и потоа така селектиран да се собере и нормално да се дистрибуира до определени организации, односно агенции кои што би вршиле рециклирање. Стаменкова потенцира дека во нашата земја постојат неколку фабрики за рециклирање на пластика. Првата што доби дозвола е Пакомак, а потоа и Гринтекс. Но сепак еколошката свест на граѓаните треба да се покрене на повисоко ниво, бидејќи во овој момент е на многу ниско ниво за да се селектира дома.